за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Почитувани слушатели, добро вечер. Еве уште една можност да ве поканам да присуствувате на една монодебата, ако може така да се каже, од моја страна во емисијата за македонските работи, на која што уредник и водител е примариус доктор Јордан Пачков, каде што ќе дискутираме, се разбира, за политиката, но и за парадоксите во македонската политика. Тоа е малку, како искрено да ви кажам, е еден вид лајт мотив кој што се протега, особено меѓу сите. Едноставно, ако искрено ви кажам дека ќе почнеме и децата да ги учиме на политика, нема да бидам далеку од вистината. Затоа што политиката толку навлезе во порите на нашето секојдневие, во нашиот секојдневен живот, што едноставно почна и да не оптоварува. Сега веше повеќе не важи синтагмата дека политиката да му ја оставиме на политичарите. Зошто? Затоа што политиката не обременува. Го обременува нашето секојдневие, како што реков, и не трга од другите проблеми на кои што треба да им посветиме поголемо внимание. Но како е било да е, едноставно сите знаете дека со душа го очекуваме 24 април 2016 година, каде што на предвремените, како што реков и често сакам да кажам, изнудени на мускули, донесени, издействувани четврти поред парламентарни и воредни парламентарни избори, ќе го видиме конечно крајот на оваа политичка криза. Тој се насетува, но знаете, во политика никогаш 2 и 2 не се 4. Затоа да одиме по полека и да се подготвуваме за она што нас не очекува. Политичарите нека си ги прават своите програми, нека не убедат дека нивната програма е најдобра, а ние, граѓаните, обичните смртници, ќе избереме или поточно речено ќе се пронајдеме во тие програми. Почитувани, она што треба да го издвоиме како парадокс во водењето на политиките во Република Македонија, а е актуелно, тоа е што во игра сите меѓу редови знаеме, често пати го користиме, сме го обелоденувале во своите јавни настапи, во пишуваните колумни, на било кој начин пред себе, пред своите најблиски и пред поблиската наша јавност. А тоа е дека овдека во политиката длабоко прстите ги има мешано Сорос преку своите невладени организации. Нека ме извинат чест на исклучоците, значи има и такви владени организации кои што си ја вршат својата работа, се навистина поставени онака како што треба и според сите оние правила, но во секој случај дека во игра е Сорос го знаат и нашите осмооделенци. Соросовите невладени организации сакат продолжување на кризата заради големиот пораст кој што се очекува за нив и за СДСМ. Замислите, 24 април е толку клучен датум во кој што ќе имаме победник, но ќе имаме и еден голем лузер, значи губитник, кој што едноставно се прашуваме што се треба да направи да остане на политичката сцена, за да може понатаму да се совземе и едноставно да продолжи во начинот за добивање на власта, односно на своите членови, на своите симпатизери, на своите активисти, да им вети некои подобри времења кога тие повторно можеби ќе дојдат ќе ја земат власта во Република Македонија. Впрочем, тоа е демократија, на тој начин се добиваат гласови, на тој начин ние гласаме, на тој начин го одредуваме кому ќе му го довериме кормилото на така наречениот брод Македонија, кој што, морам да признам, плови по многу пурни мориња. Подкрепата дека Сорос и невладините организации од петни жили се трудат да нема решение на оваа криза, поточно речено на 24 април, да не се одржат, туку да се пролонгираат или да се одложат до бескрај овие избори поради нискиот рейтинг на опозицијата и низините коалициони партнери, всушност е повеќе од видливо. Зошто велам? Па јас искрено да ви кажам, не знам дали вие можеби повеќето од вас знаете дека во Република Македонија има некаде преку 70 невладини организации. Секој час. Но десетици од таквите, така наречени граѓански организации, од кои што најголем дел се наоѓаат под капата на Сорос, веќе не го кријат стравот од пораз. Истите се огласија, се сеќавате, ќе ве потсетам, ќе вратам малку наназад, иако некои работи почнаа да се разоткриваат на
во политиката, особено овие денови, гласно и јавно побара од еврокомесарот Хан да се одложат изборите. Ќе ве молам, дури излегоа со прес во кој што едноставно зборува за некои парадоксални случувања кои што во политика не баре се тие носители на политичкиот живот во Република Македонија. Можеби тие имаат собствен учинок во водењето на политиката на некој си начин, но не се тие кои што се врни носители како што се двете најголеми, односно 4 најголеми политички партии во Република Македонија. Ајде, бидејќи сакам да бидам веродостоен на сето она што го зборувам, да бидам и како таков прифатен, повторно ќе се послушам со еден цитат. Цитатот е токму од групата невладини организации, како дужегрижници за она што се случува во Република Македонија, побара јавно од Јоханес Хан да ги одложи или поточно речено да избере некој датум подоцна после 24 април, некаде таму во јули или пак евентуално во септември месец 2016 година. А подоцна се претпоставам дека ќе парат и тие датуми да се одложат, доколку дојде до нив, се разбира, под знак на услов. Цитатот би гласел вака, отворен цитат: "Потсетуваме дека целосното спроведување на договорот од Пржино треба да означи крај на најдлабоката политичка криза во државата од 2001 година наваму, слушајте, од 2001 година наваму, и да резултира со одржување фер, слободни демократски избори. Ние, граѓанските организации, бараме од Европската Унија, од Соединетите Американски држави и од другите домашни и странски фактори, вклучени во решувањето на кризата, да ги уважат нашите аргументи и да ги одложат предвремените парламентарни избори, се додека не бидат исполнети точките од договорот во Пржино и од итните реформски приоритети кои се однесуваат на изборите. Нашата единствена цел е овозможување фер и вистинска атмосфера во која што ќе се веруваат граѓаните и ќе ја препознаат како можност за артикулација на својата волја на политички избор." На прв поглед убаво срочено, но позадината е многу видлива и оние кои што особено малку се разбираат во политика или поточно речено навлегле, не сакајќи можеби во развојот на политичките настани во Република Македонија, многу добро можат да ја насетат оваа лукавост и трина, ако може така да се каже, на невладините политички организации. Нека си тие продолжат да се ја вршат својата работа. Мислам дека на контото на нивните сметки доаѓаат добри пари од фондацијата Сорос или Отвореното општество во Република Македонија и едноставно можеби и ова е одолжување на некој си начин да бидат на страната на опозицијата и на нивната коалиција, се со цел да дават свој придонес и да ги оправдаат тие парични средства. Најсмешното во сето ова панична реакција на Сорос, сега си взимам за право така да зборувам, извинете, јас сум сепак на крајот на краиштата и водител и уредник на ова политичка емисија, е што станува збор за така наречени невладени организации кои што не учествуваат на избори. Као наводно, тие не учествуваат како и го нема тоа право како невладени организации да водат кампања, да водат пропаганди, иако тоа го работат на некој си свој виден начин, туку едноставно тие агитираат за во гласачкиот електорат, односно се определуваат гласајки за СДСМ и нивните представници. Едно не е важно, доколку се оствари, значи, желбата, ајде да кажеме на овие невладини организации во чија позадина длабоко стои Сорос и така натаму, треба да знаат дека ако се одложат изборите, се одлага и оставката на премиерот Никола Груевски. Ајде сега веќе во оставка бившиот премиер, по знак на наводници ќе кажеме бившиот премиер на Република Македонија, затоа што ние веќе добивме и имавме технички премиер кој што треба да ја води владата на Република Македонија до 24 на април, кога ќе бидат или ќе се случат изборите во Република Македонија. Тоа да не го заборават. Доколку Никола Груевски се врати затоа што неговата депонирана оставка беше 100 дена од наназад од најавените, односно реализираните датумот на кога ќе се реализираат новите четврти предвремени избори. Што значи, доколку се одложат изборите,
Груевски се враќа на политичката сцена како повторно премиер да ја води владата на Република Македонија. Оливер Спасовски и Ташева Ременски ќе се вратат во редовите на СДСМ, на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа се однесува исто така и на замениците на министри во ресорните министерства што ги предложи Социјалдемократскиот крај. И така натаму, и така натаму. Пролонгирањето на тие избори ќе оди во прилог на ВМРО ДПМН. Зошто? Затоа што понатаму нема одлагање. Понатаму следните избори се редовни парламентарни избори 2018 година. Они тоа добро го знаат. Но едноставно сака да направат уште едно политичко дежави на политичката македонска плуралистичка сцена. Се сеќавате како Бранко Црвенковски во два начини доаѓаше на власт. Иако ги изгуби изборите од ВМРО ДПМН, предизвика криза, се прави техничка влада и така натаму и така натаму. Ајде да не турам на социјалдемократите, да не им ставам сол на рана, во секој случај малку нека ги преиспитаат случувањата кои што не беа така далеку и не се со некој постар датум. Со датумот на избори се врзани и ограничување на јавните функционери да користат канцелариски простор, значи ќе си ги остават удобните фотели, министрите и замениците министрите, опремата, службените возила, луксузни службени возила кои што побрза некои едноставно да се качат во нив и така натаму по државните органи и ред други сет бенефити кои што едноставно им ги пружа самата функција. Исто така да кажеме дека за датумот на избори 24 април се врзуваат исто така и рокови за јавен увид на граѓаните во избирачкиот список и неговото прочистување од Државната комисија. Државната комисија почна нешто да работи. Се надевам дека ќе остане на иста брадова должина според потребите на народот, едноставно. Всушност, таму има луѓе кои што не сакаат да понесат хипотеки од тие функции кои што ги поверија политичките партии. На крајот на краиштата политичката кариера се размислува со голем знак прашалник како понатаму ќе следи. Евентуалното поместување, јас некако постојано во сијасет наназад емисии, некако сум скептик за тие избори, отворено бев ги аргументирав моите искази и така натаму, моите предсомневања и така натаму. Како што реков, евентуалното поместување на датумот, без разлика дали тој ќе биде 5 јуни или ќе биде некој си јули, уште помалку некој си септември, почесто се заговара тоа нешто во политичките некои кругови, а искрено ви кажам, имам допирни точки со многу политички фактори во Република Македонија, ќе повлече и поместување на роковите за обврската на медиумите околу изборното известување. Замислите, нашата куќа, радиодифузно предпријатие Радио Слободна Македонија, телевизиските, електронските медиуми и така натаму, кои што веќе почнаа да ги почитуваат заклучоците на Пржинскиот договор, ќе останат со куси ракави. Економскиот дел ќе им биде скратен. По чија вина? На некој што сака да ги одлага, ќе ве молам, изборите, а едноставно ова политичко рекламирање во медиумите, кое веќе е спроведено со сила на закон, кој во постојниот закон нема да постои. За мене тоа е несватливо и затоа е уште еден парадокс на кој што сакав да потенцирам. Промени ќе има и во мониторингот на начинот на известување на медиумите во изборната кампања, која што треба да го спроведе Агенцијата за медиуми. Но, ајде да се потсетиме и што не е започнато. Анкетната комисија за прислушување не е свикана повеќе време и знаете зошто дојде, се изнајде тлакно во јајце, едноставно на Шилегов толку му требаше за да ја прекине, од која проста причина, затоа што Груевски и Ставревски не сакале да дават, ќе ве молам, да издаваат јавни тајни пред медиумите и пред македонската јавност. Негово е неприкосновено право на кој начин ќе се обрати пред членовите на таа анкетна комисија. Шилеговиот, како да кажам, гаф, и тоа добро смислен гаф, го прочита македонската јавност,
сите оние кои што едноставно, како што реков, се насочени и се во фокусот на интересот еднаш за секој да се стави крај на политичката криза во Република Македонија, сватија дека од ова нема ништо. А потоа, ќе ве молам, им сметало формирање на анкетна комисија за проверка на фабриката за афери, каде што сијасет изнајдени фалсификувани лични карти, пасоши, тековни сметки, уште што ли не беа пронајдени во арсеналот или поточно во таа просторија наречена фабрика за афери, и знаете како кај чаушот. Добро, тоа ќе го оставиме на страна, затоа што веќе навлегуваме во една друга тема. Јас, почитувани, тука би направил една куса пауза, се со цел да слушате малку музика, едноставно и да им се одолжиме на оние кои што ја помагаат ова емисија и поточно речено Радио Слободна Македонија, нашите спонзори, со блок реклами, малку музика, повторно се враќаме во студијето на емисијата, во студијето на Радио Слободна Македонија, да го проследиме продолжението на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Еве продолжуваме онаму каде што застанавме. Вие го следите само за едно кусо подсетување, оние кои што подоста се вклучија во програмите на Радио Слободна Македонија, го следите продолжението на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков, во која што дискутираме за парадоксите на политичкото живење или активности, политички активности на македонската плуралистичка сцена во Република Македонија. Кажавме се, но не кажавме дека уште еден парадокс кој што доаѓа токму од челниците на големите институции кои што се формирани и се формираат и постојат токму поради изборите, а тоа е Државната изборна комисија. Замислите, председателот на Државната изборна комисија, нека извини, морам да го етикетирам, Александар Чичаковски, предложен од страната и ги состапува, морам да признам, интересите на Социјалдемократскиот сојуз, направи еден преседан, узурпирајќи ја комисијата и представувајќи го својот личен став како став на ДИК. Истиот тој Чичаровски, кој што го убедил или му кажал на еврокомесарот Јоханес Хан при следното доаѓање во Република Македонија дека нема никакви проблеми избирачкиот список да биде прочистен навреме. На прашањето дали изборите на 24 април може да се спроведат, мојот одговор е, цитат, реков, мојот одговор е дека техничките избори може да се спроведат, меѓутоа, проверка и пречистување на изборичкиот список не може да се спроведе, што значи дека не може да се обезбеди ниту избирачки список во кој сите ќе има доварба. Во авиација тоа го викаат лупинг. Знаете, кога пилотот со авионот ќе направи еден круг, така речени, и од една хоризонтална се доаѓа до една друга позиција, повторно се врати во истата позиција. Тоа се вика лупинг. Во политиката не би сакал да употребам еден многу вулгарен и непристоен збор. Овој став го изнесе како да е мислење, замислете си, на целата изборна комисија во врска со можноста за организирање избори на 24 април. Потоа го демантира. Еве, ќе го цитирам господинот Срцев, член на Државната изборна комисија, кој што рече: комисијата има изворена соработка со сите институции во државата и сметаме дека имаме и капацитет и можности да ги спроведеме предвремените парламентарни избори на 24 април 2016 година. И точка. Во врска со денешната презентација на Чичаровски, пак пред вработната група и посредникот Питер Ван Хауте, Срцев рече дека комисијата ниту расправала, ниту донела заклучок во врска со тоа што тој го презентирал. И што правиме? Понатаму? Значи, шпекулации навираат во нашите глави, не сакаме да ги користиме. Мислам дека на крајот на краиштата сето тоа ќе се дојде на своје место. Мозаикот, знаете како се прави камче по камче, така и овдека дел по дел. Особено ќе биде многу значена посетата на еврокомесарот Јоханес Хан, кој што ќе дојде, како што е кажано и јавено, на 2 февруари. И мислам дека еднаш за секогаш ќе паднат маските. Ќе се види дали адутите и понатаму ќе се задржат токму на тврдоглаваста на Зоран Заев и на неговата клика, или едноставно ќе се ја подвие опашката и ќе мора да се соочи со волјата на граѓаните.
наместо овој период, реков, ниту сум потпарол, ниту советник во редовите на Социјалдемократскиот сојуз, ниту сум повикан тој што треба да им дава совети, но во секој случај, во добивање на избори, покачување на рейтинг е нешто сосема друго. За таквото нешто требате да настапите пред се со програма во која што ќе имате голем број на проекти кои што се од витално значење на граѓаните на Република Македонија, на крајот на краиштата да имате доблест да кажете дека тие исти проекти ќе бидат преточени во дела. Дури тогаш народот и гласачкиот електорат ќе ви верува. Дури тогаш можете да сметате дека можете да водите равноправна битка со позицијата во овој случај во Република Македонија. На крајот, за уште еден парадокс би сакал да спомнам, почитувани мои слушатели, а тоа е она што го всушност направи јавната обвинителка, и тоа специјална, замислете, специјална јавна обвинителка, господјата Катица Јанева, и која што всушност направи еден по еден гаф, или поточно речено потек, кој јасно покажа дека е таа во служба на Зоран Заев и на Социјалдемократскиот сојуз. Вие знаете дека ја немам ништо против тоа, не се разбирам во право, јас сум сосема диаметрално спротивен на таа бранова должина, по вокација сум лекар, но се занимавам со политика, тоа не може никој да ми го забрани. Ослободувањето или поточно речено пуштањето во домашен притвор на господинот Верушовски, кој што е, не кажам, крунски сведок, току првиот носител е на аферата, знаете за кој што станува збор. Потоа, потегот на јавниот обвинител Јанева, кој што, специјалниот јавен обвинител Јанева, кој што без да направи записник, ги прими незаконски стекнатите телефонски разговори од страна на господинот Зоран Заев. Знаете, оној театар кога понесува 6 кутии, прво најавува кубен метар материјали, документи и така натаму, се сведе на едно 6 кутии во кои што имало само едно DVD, не знам, не ме зимајте за збор и така натаму, не можам да тврдам што имало, затоа што едноставно пред јавноста не се истапи со тој записник за да види што Катица Јанева примила од господинот Зоран Заев. А знаете, по законот требаше прво тие незаконски стекнати телефонски разговори и материјали да ги предаде веднаш кога пратеничката група на СДСМ ќе се врати во собранието на Република Македонија. Тоа беше 1 септември. Тоа не го направи. Па му беше пролонгиран датумот, му беше даден датумот на 30 ноември 2015 година. И тоа не го направи, за да подоцна на еден, како да кажам, можне сомнителен начин пред целата македонска јавност настапи со, како што рекол, она театрално предавање на тој материјал кој што го поседува. Каде што чисто се сомневам дека 600.000 прислушкувани телефонски разговори може да бидат срочени од тие картонски кутии. Но било како да е, Јанева ќе мора и ќе треба не само пред јавноста, туку и пред јавното обвинителство да ги положи и сметките. Според законот за специјалното обвинителство, јавниот обвинител се разрешува од функција пред истекот на мандатот поради незаконско, нестручно и несовесно вршење на функцијата. Не сум компетентен да ги коментирам сите овие работи и изрази како што се незаконско, нестручно, несовесно вршење на функцијата. Реков за тоа постои институција, а ние ќе дискутираме за тоа потоа во некоја следна прилика. Почитувани, јас тука би завршил со вечерашнава емисија за актуелностите и парадоксите на политичката македонска плуралистичка сцена. Сакам уште еднаш да ве поздравам од студиото на Радио Слободна Македонија, да ви се заблагодарам доколку бевте со нас и фокусот на вашето внимание беше токму во овие половина час определени за траењето на ова емисија. Јас само да ве подсетам, јас сум уредник и водител на емисијата за македонските работи, премажер доктор Јордан Пачков. Денеска е 31 јануари 2016 година, а вие, како што реков, го имавте можност да го слушнете најновото издание на емисијата за македонските работи во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Пријатно и се слушаме следната недела. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот.